Добро вечер уште еднаш од сите нас и добро ни дојдовте во вечерашната епизода на оваа емисија која се надевам ви дава позитивна енергија која ќе биде сосема доволна да ви ги наполни батериите пред утрешните работни обврски. Сосема онака опуштено и вечерва ние ќе се обидеме да ве релаксираме заедно со нашите партнери и пријатели. Генерален спонзор, верувам знаете, е Визијана, природна минерална вода која вистински ве освежува и ви дава сила за сите физички, ама и умствени активности. Во другиот дел ги стакнуваме и Алфи Техноцентар со небројано многу производи во двата продажни салони во Скопје и Куманово. Сокови Кватро и Сано кои ги има насекаде, па поради тоа ви си лесно достапни, а и секогаш свежи. Млечните производи на бучен козја како додаток на секое јадење со неодолив вкус поради што се посакувани од сите генерации. Детергентите од Арис кои ги задоволуваат стандардите и на оние кои за себе мислат дека се најпробирливи кога е во прашање хигиената на секаде околу себе. А со Тетра Мебел уживаме во удобноста и мирот кој ви го возможува секоја нивна гарнитура. И така, удобно смирен и јас, одлучив да бидам вечен оптимист, а не песимист. Знам дека понекогаш што е многу полесно да се каже отколку да се постигне, ама јас некако успевам. Така. Како така? Еве вака, кога ќе имам лош ден, или 2, 3, па еве и 5 лоши денови поред, јас само ќе си помислам на некои жени кои се мажени секој ден и ми поминува веднаш. А и навистина функционира, верувајте ви. Па ако можат да издржат жени со мажи, зошто јас да не можам со проблеми? Затоа што дефинитивно на жените им е потешко. Просто човек не може да знае на кои жени им е потешко. На оние слободните, кои се уште го бараат оној вистинскиот, или пак на мажените што го нашле вистинскиот, па сега не знаат како да се ослободат од него кутрите. Затоа што присуството понекогаш сближува, а понекогаш може и да ве оддалечи еден од друг. Да, сум забележал јас многу пати до сега. Ако жена и маж се гледаат во очи еден со друг, повеќе од 60 секунди, без да зборуваат, е тука да знаете, сигурно ќе дојде или до секс, или до кавга. Трето нема, не. Ама не дај Боже, може трет да има. Може, што е уште полошо или да кажам најлошо. Да не даде Бог на никој. На прашањето дали на пораѓањето ќе присуствува и таткото на детето, одговорот да биде не. Не, затоа што не се во добри односи со мажот ми. Па затоа во оваа прилика, да не дојде до тоа, ќе си допуштам еден совет до сите мажи кои сакаат да ги задржат своите сакани до себе, вклучувајќи се тука и мене. Ако сакаш твојата жена за секогаш да биде твоја, остави ја, другарче, најдобро да си биде своја. А вие сте наши, барем во следните 50 на минути, па затоа сега накратко ќе видите што вечерва ќе гледате во Нема љутиш. Слушај, публице, оди малко нам. Значи, овако е проблем. Најде еден полован споменик, публице. Мислиш ли дека ти искрени стихови допринесуваат за тоа да си ускратен за некои настапи? Да, апсолутно, да. Ете, не ми се свиѓа што прави муавет овој и нема да го викнам. Нема да го пуштам у радио, нема да го пуштам таму. Муавет нема да му правам, ќе го бойкотирам на ваков или таков начин. Меѓутоа тоа кратко трае. Еве, например, дрво кое се извито пери или искриви, најубаво пројде. Затоа што не га сечев за греде, даске, штице, летве. Кој уоќеш? Ако има ветар, еве можето и ветрови ме ломе, како беше? Забрави го у момент, ама ако има киша, овој го знам одма. Киша, роси. Брак ти е оној кад мои чарапе су наши, а њојни су розе. Не е тој шала, ич. ACDC да му пее, Металика, и му пее на некој ти си гаден, фрај, дојде да му врати и јас боље имам од тебе, поише пари правам за мисли рок-н-рол и замислите, не постои. Овој ке се залепи, ке прешприцамо, ке се намести, малко ке кошта, ама има да биде како ново. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово.
Генерален спонзор минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, Сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели детергенти Арис, Тетра Мебел. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ290. Мултимедијанет во соработка со Алфи Техноцентар ви нуди можност за купување на LED телевизор на рати по ниски цени и без камати. Вистинска промоција за сите нови и актуелни корисници кои ќе го обноват договорот за кабелска телевизија. За повеќе информации во наплатниот центар на Мултимедијанет. Единствена можност како до LED TV на рати, а без камати со Мултимедијанет. Во животот променив многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. Добар дан. Добар ден, повелете. Повелете и вие. Што е ова? Гледај, Бобрице, да ти кажу, сакам да го смену име на жена. Името. Добро, нема да е проблем, само господјата ќе треба лично да дојде. Гледај, туј е проблем, како не? Што е проблем? Што е проблем? Разболе се жената и умре. Не може да дојде. Почината? Да. Ама кој почината, зашто да и го менувате името? Слушај, Бобрице, оди малко на. Значи, овако е проблем. Најде еден полован споменик, Бобрице. Све се слаже на njega, презиме, датум на раѓање, све се слаже, само име. Не, дај, ако може да завршимо нешто работу, разбираш? Дај, молим те, ако требе, ке погурнемо нешто. Епа, ќе требе. Значи, никогаш сум немал поголема трема за најава како оваа вечер. Ќе се обидам нешто да сторам, вие немојте да се смеете. Може ќе ми треба и помош. Дај ми малку ритам, бе. Абе, што ритам, а? Ритам ми треба. Ај вака, мечка стран, мене не. 1, 2, 3. Ај вака. Вака. Коки и Шани често седе у кафани и затоа сите газди им наоѓаа мани. Сега мора цел ден у студио да дремат и со тон и зен муабети да фрлат. Дами и господа, еден и единствен Тони Зен. Ја мислам ќе кажеш него. Замисли, знаме, Зоки. Како си ми, добар? Добар, да. Добре дојде во нема љутиш. Фала на поканата. Ова што беше, рап или хип-хоп? Истото е. Рап е рецитирањето. Добро. Хип-хоп е културата. Ова беа правила кога бев мал, кога растевме со таа култура кога учевме, мораш да ги знаеш. Ако сакаш да бидеш рапер, 4 елементи, ако не ги знаеш, не можеш да си рапер. Сега Кои не се е важно. елементи? Сега не е ни битно. Кои се 4 елемента? Меѓу другото, MC или рапување е едниот елемент, DJ е уште еден елемент, графитите се трет и бибој, оние кои што танцуваат. Ова зборам како основа кога се формирала културата, си имале елементи. Потоа имаш начин на обликување, кодекси и така натака. Меѓутоа, основни 4 форми или елементи се овие меѓу кои е рапувањето. И са рапување можеш да ставиш у
поп музика, можеш у рок н рол да ставиш како елемент. Да, а како хип-хопот е целата култура која што тоа го Па имаше означува. едно време, имаше такви примери. Имало, да, меѓутоа тие термините никогаш не биле нешто објаснети, ниту па разграничено, бидејќи е слободна таа култура. Има постигнато од нула, буквално да е мултимилионерски, билионерски бизнис у светот и буквално сега владее на секаде сите пори. Има културата, што е од една страна добро и лошо, меѓутоа се скокнува една дупка има кај што не ги многу знаат термините и не ги интересира за термините искрено. Ај па ја сега кога зборам глупости тресам. Видиш, нас не интересира, па прошли. Добро, вие сте стара гарда се, стара коска. Ама не, добро, ти Без рече старца нема ударц, што би рекол. како мал си морал да го знаеш тоа. За У мене никогаш не е друштвата. доста, уште сум мал, така да добро Да, што да, научив да. за 4 елементи. А петиот елемент И е сега кој? излагате и кажувате, слушаш 4 елементи. Да, обавезно. Ти ако сакаш да знаеш нешто за хип-хоп културу, значи 4 елемента. Од 5 елементи јас знам само Бруш Вилис и ова филм. Мила Јововиќ, Мила Јововиќ. Мене 5 елемент кога се спомне тоа ми, а? Кој Бруш Вилис и Мила Јововиќ? Добро, кажи ми, пред 10 години дигна поголема прашина од Милчо Манчевски со на номера Веќе со метафори, под контрола беше? Да. Многу тоа се зборуваше за таа тема. Не знам зошто толку луѓето кренаа прашина, бидејќи знам дека таа ваша култура која негувате токму се занимава со тоа, да обрне внимание кон некои појави во општеството. Предпоставувам дека тоа ти беше и намерата со таа музичка. Да се нешто пренесе што мене ме засега. У тој момент, претходно можеби не ми било, но у тој момент било тоа и се кренала прашина повеќе меѓу некои индивидуи или па можеби помеѓу партиите, бидејќи они се пронашли, мислеле дека е наменето за тоа, они се само еден мал дел, гранка од целово постоење, од целата игра и се нашли у тоа, што е во ред, не е ништо лично. Јас само кажувам како некои работи па и да не е битно, битно сум ги кажал, сум се чувствувал така и сега се испоставува дека, уствари, до збор се било така. Не е ништо не е оригинално, не е како иновативно тоа што сум го кажал, него нешто што постои, само се проткајува. Низ нас многу артисти претходно го збореле, само што многу малку било тоа слушнато и галама се крена бидејќи се слушна затоа што јас бев нели артист од таков и таков размер, кај што ме слушале можеби повеќе луѓе отколку што оние претходно не биле слушнати. Се е под контрола, да, под контрола. У видеото се зборуваат интересни работи кои што ден денеска еве се релевантни и се докажа дека се така. Јас сум си чист. Дека му мислат тие што биле у таа игра кои што сега го разбираат тоа. Па потоа направивме Прљава на Балкан и таму се кажуваат некои работи, исто мојот текстот на Сиги исто доста продира длабоко, меѓутоа тие што слушаат, што слушале тогаш, слушаат и сега. Тие што не слушале тогаш, сега разбираат. Во тоа време пред 10 години на едно прашање одговори дека не е важно дали сите ти ја слушаат музиката, не е важно дали спотовите ти ги емитуваат сите телевизии, важно е дека те поканиле да разговараш на тие теми. Не мора само музиката да биде што ќе пренесе, може и подоцна разговорите по повод тоа што ти си го изрецитирал да донесат резултат. Еве овој резултат. И мене ми е супер. Да, и многу резултати овакви. Не очекувам ништо од работите никогаш. Затоа што ако ставам очекување, можем многу пати сум паднал, сум се удрил затоа што сум очекување. Мене ми е резултат да се јас пренесам низ искуството, да бидам разбран и да отвориме комуникација за тоа, кога зборам за тие теми. Да. Па и други да се. Тоа ми е некоја, да речеме, цел, кај што ние ќе си се поврзуваме меѓусебно, ќе си направиме мовет како луѓе, без да јас бидам присутен како некаков идентитет или звезда или рапер или артист или не знам како и да, него како човек си правим мовет, ви кажам, еве јас што имам да кажам, еве правам нешто и тоа нешто, резултатот е вака, разбирачка. Па и претходно годините уназад, тоа е резултатот, дека резултат како нешто да имам настап или да заработувам од тоа, не. Знам дека тоа е обратно на шоу бизнисот. Многу ретко кои успеваат со обработка на такви теми да владеат, да речеме, низ планетава со настапи, ако има добро голем пазар, не знам, Rage Against the Machine, да, може.
Меѓутоа, тоа се исклучоци, кои што со такви теми, со таков муабет, поготово од Македонија, од мало место, да искочиш да те чујат и да настапуваш со тоа и да правиш турнеи, Да, и да се пренесе тоа, па да има резултат на тоа поле голем, многу тешко. Нама, да се разбереме овака, мене ми е супер. Мислам, Мислиш ли дека ти искрени стихови допринесуваат за тоа да си ускратен за некои настапи? да, апсолутно, да. Ете, не ми се свига што прави муавет овој и нема да го викнам. Нема да го пуштам у радио, нема да го пуштам таму. Муавет нема да му правам, ќе го бойкотирам на ваков или таков начин. Меѓутоа тоа кратко трае. Се испостави дека трае кратко и дека сите тие што го слушаат тоа, кај да е ќе ги затекне. Дали јас зборам за моите искуства у малото или у клубот, или за говори некакви, или за просветление. Искрено е од изворот е и кај да е ќе ве стигне. Ќе те стигне. Ќе не стигне, ќе ве стигне, ќе ги стигне. Како и да без да ги стигне. Општо зборуваме сите знаеме дека за стигнува. Да. Се додека е од изворот. Сад дали ја зборам за едно или друго, се додека јас се представувам и си го кажувам чувството и тоа е едно. Тоа што го мислам, тоа што го зборам, тоа што го правам е едно, се додека е така, стигнува. А ако почнам да забушавам сам со себе пред се, тие песни не стигнуваат. Може да си остана за мене, само се ги слушам од време на време. Што си зборел глупости тука? зборуваме општо за таа дружина, но сите знаеме дека зборуваме за политичарите, бидејќи тие се всушност оние кои ни ги креираат услови. Да, тие се на прв удар. На прв удар од кој да е таа сила, не знам како сакате наречете, првата сила што удира динг, да нешто се пренесе, да се освои, први се тие. И затоа ставаат такви какви што се. Не можам сега да ги критикувам, ниту да ги омаловажувам, меѓутоа тие се таму затоа што треба да бидат таму и да го прават тоа што на народот не му се свига. Тоа е играта. Народот постојано ќе нема да биде задоволен нормално, пошто никогаш нема да стаат некој да биде на власт што народот го сака. Тоа ќе биде на супер све, нели ќе живееме у друг систем. Тоа мислам дека нема да се случи додека ние постоиме у оваа ваква генерација, како иде. Сега artificial intelligence си става кој како сака. Уште полесно име сега да се манипулира. Така да тоа е, политичарот е алатка. Само што кај нас се мислат сега и медиумите се криви што ги величат и ги прават да се они звезди. И артистите немаат термин, артистите нема музика поради нив. Уметност нема поради нив, култура нема поради нив, тревата не е убаво искосена поради нив, асфалт немаме поради нив. И сега што правиме муабет? Се знаеме другари, ни се пријатели, ни се тука сме растеле, што правиш добар, ево гужви, извини директоре. Тоа сака да кажа. Ке им помине, ке дојдат у нормален. Знаеш и колку ми е мене тешко. Први се на удар, они први вака ги зимаат, како да не замислите, ванземаљци доаѓаат, кој да ги земе, нема паметниве, ќе ги земе, вие што сакаат да бидат, нели? Нема паметни. Колку ми е тешко. Знаеш, ми се ува целена работа, па обврски, а не знаат дека секогаш постои поим оставка, нели? Као дека некој ги моли мора да бидат на функција. Не, оставка нема шанси. Мислам, толку е големо егото кај нив што не може тоа. Многу со исклучоци, ретко да некој рече, еве, дечки, јас стварно грижа на советске, давам оставка, се случувало тоа, меѓутоа многу малку. Повеќето све се таму, затоа што треба да бидат таму и се, нели, лесни за да изманипулираат и да манипулираат после, нели, со тие обуките, така? Нели? Да, ние знаете ќе направиме овака ова. Супер све, жити мене треба да доискосете поубаво, пошто има боцки. Влагаат у кучињата, излагаат после тука проблем. Жртви има вамо, жртви таму, ова не е средено, не со тие филмови. Вака, така, ова и ништо не прават. Ама ги зимаат затоа што такви им требаат. Тоа е под контрол. Прочита негде, вика, по струка сум аниматор по физичка култура. Да, физкултура. Што е тоа? Аниматор по физичка култура, дека сум, ова беше од еден професор што се лутеше кога ќе кажеме физкултурци. Како бе физкултурци? По физичка култура. Колку прекрасно звучи.
Ама ние, физкултурци. Што си дифовец? Да, дифовец. Што е, да, дифи, професорот тогаш, да не именувам, нели Државен институт за физичка култура и спрашува што е ДИФ, знаете, Државен институт за физичка култура. Не, Дивк. државно избрани фраери. Ај, може и Имало тако да го имало и формулираме. такви, да, ама пак доаѓаме до оттаму ми е тоа, секогаш ми останало почит према институцијата, према школата, према професорите, бидејќи јас цел живот сум спортиста, сум прошол таму и сакам да ми биде аниматор по физичка култура, не физкултурец. И знаеш што пише уште нешто прочитав. Вика, сакам и сум член на МАИС, Македонска асоциација за инструктори за снежни спортови. Да, не одамна и почнав повторно да се занимавам со скијање. Мене ми било љубов од детството, меѓутоа повреда, па сум се трнал и така натака, па се вратив пак и сакав да напреднам, да научам повеќе за тој спорт, односно за све што е околу снежните спортови, бидејќи едно време толку ми стана одбивни и самата зима ми стана одбивна, да. И си решив дека морам да направам некое репрограмирање, да повторно да се вратам на тој. Како ги направив тие први некои чекори после операција 2014 година, одма ми се врати таа љубов кон, иако проблеми имам со према снег и према ските, техника е значи ти си професор и си можеш мене да ме научиш да скијам? Можам, да, имам обука поминато. А ако се нозете вакви, уште поубаво. Па ја тоа сакаше да прашам. Ја имам многу криви ноги и имам 59 години. Таман. Дали би могла и мене да ме научиш да скијам? Како да се нозете, па нозете ми се плук. Ај, значи мора плук, а? Основата, да. Значи ја не мора да се ми намести ми ноги. Старти веќе знаеш. Барам да хочеш. он Шала одма на страна, да, обука имам одма поминато и за тоа е прекрасно тело кое што постоело, па не постоело, па сега повторно постои, па сега се доближува до други асоциации, се спојува. Ова прекрасно и тело. е супер за Не да се збори за тело како асоциација на Тони, да направиме мала пауза, па се враќаме пак. Може. Со се радевам уште поинтересни муавети, останете со. Извитоперен или искривен, значи да се смени облик у несакан смер. Тој не е увек лошо. Еве, например, дрво кое се извитопери или искриви, најубаво пројде. Затоа што не ga сечев за греде, даске, штице, летве, него си остане у природу такво криво да го краси и разеленуе. Пардон. Човек, кај ќе се извитопери, не му се познава од надвор, ама видно се промени у поступци и понашање. Тој психолошко стање се вика психоза и у njega постои изобличен, извитоперен доживљај на реалност. Извитопереност, искривеност и исчанченост на демократију се вика партикратија или партократија и е де факто облик на власт у кој политички процес у едну земју подреден на интереси на политички странки. Една или повише од ним, или наизменично. Политику нема да мешамо, затоа што е она обкружена со сминско поле, у кое има антипешадиски одскочни мине, кои су пуни с извитоперени и скривени гелери и ги погаѓа политички неопределени директно у главу. Слични изрази и синоними на извитоперен има околу 40, а значење ги е на сви исто или слично. Савиен, искривен, или од тежину, или од притисак. Баце, Стојко од мерак, у две ке пију, еј. Видиш ли како помага критика, еј? Прошли пут, карате, што не даваш и ете помогнало нешто. Донесе бре ракiju, браво, додуше полчези до неја и куде мене е пам, ај. Гледај да ти кажам, стар. Мене ми е те обичај останаја још од док сам работаја у Германiju на Бауштел. Јас сам обавезно носија на колеги да ги испоштују.
О, ти што умеш да испоштуеш? Колко пут, бре, ти си носија и колко си ги испоштувае тамо на Баунштел? Носија sam бе како не sam nosio, носу jedan put, 2 puta u godinu. Odnesu. Samo znaš kako je stavre. Oni pine po nekoj počevna poje. Eći Germanija. A ne je ubao tako je. Што бре не е убаво, ти што има лошо ако некој пое? Pa odmah počne da poje bezobrazni pesme, davorike, dajke. И што има безобразно по тој песма? Pa u pesmu nema ništa bezobrazno. Ama bezobrazno se rimuje, be, stavre. Davorike, dajke, oni odmah počne majke, sestre, pored sve. Ne, ubo. Ма, ајде бре, бежи тамо. Ништо не е лошо кој пое. Ја да ти кажу право, баца Стојко, после треќу ракiju. Како се расположу, што да ти кажу? Ма ме после треќу може и најава на дневник да ме расположи, а не песма. Najava na dnevnik, ama si kažaja. Море и временска прогноза. Само го прочитав убаво. Koju pesmu možda го испоеш док го читав тој временско прогнозу, бе? Коju? Ај кажи баш. Кој оќеш? Кој оќеш? Ако има ветареве, може тој ветрови ме ломе, како беше? Забрави го у момент, ама ако има киша, овој го знам одма. Киша, роси, море ставре, траву коси, а? А па ако кажем слънце, дека ќе има, па тој може да ти опало едно 10 комада у момент сега. У сваку бре песмо слънце има. Како што и салата има на сваку пијанку. А тебе бре салата куде ти што не донесе нешто? Абе, нема салата, ставре. Знаеш ја како го доведе овој младу невесту дома, не го работи више башчо. Како бре не го работиш башчо, ти улав ли си бре? Ако ти не го работиш, ке дојде ке ти го сработи некој све. Не го работи, знаеш зашто? Ставре, она млада бе, убава, згодна. Još фали да искочи, да ми простиш да се напупи и да копа, ете, зелену салату и кроми тамо, а проваѓа в комшијама, ако незгодно е. Па добро бре, јас сам ти комшија, што има тој не виду ништо незгодно. Баш згодно. А да кога е бре незгодно? Абе, гледај, за мене е незгодно, не е за други, разбираш? Одма почне да ме стеза нешто туја. А бре, тој дека ти новчани га носиш туја. А и поевтино е да не го саду башчу, да не го работи. Те рече, ја дека е до паре. Како бре може да биде тој поевтино? Па како може да биде, бе, ставре? Убаво може да биде. Па ти знаеш и ја колики паре сам даја она ногти да направи, бе. Još fali da zememo tiko da ide da kopa tamo kromiti morkovi, da preonoди тија дупла штета. А бре, несреќу една, па ти пари ли даваш за правење ногти? А бре, што не изгрицкаш ти тој? Па ја на моето бре се тој. Ја изгрицкам бре, море и на ноги. Не давам пари за тој, што ти е на тебе? Абе, не се млати да ја сипиеш по едно, гледа. Само молим те, немој да поеш жив ти мене, да ти умру ја. Да ми умреш ти? Ти изгледа са зор ме тераш да пою. Ај. Ете, тате убаво ми викаше на мен, убаво. Брак не е шала до се, не. Знам бре, тате, знам. Брак ти е оној кад мои чарапе су наши, а њој ни су роза. Не е тој шала, ич. И за тој, еве и јас сега ви викам на вас, немојте бре да се закачате со жене. Немојте. Они су ти опасни. С ним нема разбирачка. Јак бре. Две работе да знаете у живот су 100% сигурни. Наврти се, заврти се или натрти се, како сакаш, кажи га, ама жена е увек управо и гузица ти е увек од позади. Увек. И постои две теорија за надмудрување со жене. Ни една не вали и не функционира. Затој, бирај. Тате ми викаше, бирај досе. Бираше бре, ја, тате, бираше, ама и они бирасва. И сема подбра, ја помалу жем. Викаше си, ако морамо веќе да бирамо зло, боле е, нели, да изберамо помало зло.
ама за овој моето изгледа ете тој не ваш, а пуно бре викав женска рука е мила и кад милуе и кад удара. Ама ја ете мислу дека тој га кажаја тъй што никад не би ја ударен. Никад. А ми удрени знаемо дека не треба да се залетујемо. Знаемо. У реку и у брак никад не се урипа с две ноги. Никад. Можеш бре да се удавиш, па после што ќе правиш, а? Ќе викаш и ти како тој сироче што викало помош, помош, ете не уму да се бањам. Оно, додуши и ја сам не уму да се бањам, па затоа ете си се туширам. Кажи ми, во друштво, забавен си, ти си тој што ја креира атмосферата, бидејќи не е хумористична емисијата, ме интересира. Вицеви кажуваш, знаеш да направиш атмосфера? Не. 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 Не, то... Со рецитирање? Си има кој да рецитира, кој да кажува вицови. У друштва, сега од моја страна гледано, мене ми се најубави кратките вицови, овие долгите од времето на татко ми што викам. Тие се долги, са никој не ги раскажува, па чекаш, па чекај пицата да стеме се напред. Долг виц трае со... Јас сум растен со тие, ама сега владеат кратките, нели? Вицот за Биле и Весна, си Биле и Весна, примерите. И готово. Да, или имате бурек со печурки, да. И така. Тие владеат са на брзинка, другите муабети се... Нема тука кој интересен, кој не е, ама секогаш се наоѓа некој што... Ме подсети Дуќан, Дизни и Пумпи. Вика, Дизни знам која, овај Пумпи бе. Толку, да, и толку. И такви се уфрлат од вамо, од тамо. Да. Гледам твои спотови професионалци. Професионалци? Работиме, реков, Горан работиме. Гиле Илич, наш командант, Тикети, еден твој спот ги има? Да, поздрав до нив. Да. Респект огромен, да, они ми Виде биле дека вака еден ликови, твој спот ги има, да. Да. И ми беа така... И главно користиш, употребуваш професионалци? Употребувам. Ја не сум по тој музику, меѓутоа и слушај и ги гледам спотови Да, има, се става акцент на тоа професионалност, на уметност, да има, сум сакал од секогаш, колку може толку. И мене ми е кеф исто да си има секој, да си биде на своето место. Знаеш, ако е актер, ако е добар, таму му е местото, таму припаѓа и тоа се приметува. Да, Ако е пејач, таму припаѓа и така натака. Се забележува професионалната глума, нели? Сигурно, ако собереме аматери за некој спот, и ако викнеме професионалци. Да. Одма, тоа се разликува, значи, самото вака како им трепери окото, или порите како им движат. Може би гледачите не знаат зошто, ама има ќе зошто. приметат, да, пошто се Ким се сега, свиѓа. да, дека тоа тело, таа душа, дека имала еден куп настапи, искуства, еден куп со луѓе, комуникации, самата појава е веќе едно е актер и човекот што си е вистинскиот и тоа уедно стануваат и тоа се приметува, не можеш да го опишеш уствари. Тоа е таа професионалност, посветеност. Поглед, дамите имат предност сега. Абе, таман да кажем нешто, он почне да почне да збори пред друг, разбираш? Ја ако ја го оставам нека да збори, он нека каже прв, а после. Маренда. У кој сезону учествувал тој преживен? Тоа беше 2010-та. Не уме на енглески да кажа. Третата. Survival. Скрши га езика. Што беше? На Survival беше на Survival. Беше на Survival. На Survival. Та трета сезона, првата беше таа според мене најјака. Втората беше исто така регуларни учесници и ова беше трета кај што прв пат имаше као VIP личности, така се викаше VIP Survivor. Значи не треба луѓето да се пријавуваат од сите гранки области во постоењево, него избираат они. Да. И ја не се пријавив, него ме избраа. Мене ме Кој викна година беше тоа? 2010. Он вика 2019 или 20 беше. Добар ли се вика? Па да, исто е шо. А и не, и оно дамна памти. Па ове Па го памти 2010 да. погоди. Нели прво од јахту рипате у воду, у море и допливувате до Ако Остар, до остров Загор? ова не беше така. Тоа Не беше може така? имало некоја друга. Па ја го гледа прво и Тоа за може друго тера жена вика Mission ај. Impossible некој таму. Гледај, ја го гледа прво Рамбо. сезон. Тебе тералите жена. Гледаме, Мене никад не ме ја го гледа прво сезон. И жена вика пријави се, вика
за друга сезона. За да скокаш Па ја од ќе се хеликоптер. удавам на први 3 метра, зашто да се пријавам? Па вика, бара, очите тук ја земемо. Па ти на скок треба да се ти споени ноге, бе, другарче. Па ја на главка рипам, бе, што ти е те? Ако ноге мора горе да се споени. споени. Спомна модерни алатки, модерни времиња. Дали си поборник за тој стил на живот? Младите се повеќе некако се служат со тие алатки. Не е проблем, алатките се добре дојдени секогаш за да ја олеснат работата. Тоа ми се чини дека е супер. Меѓутоа, делува ли тоа на оддалеченост помеѓу луѓето, помеѓу младите посебно, на некоја антисоциализација? Да, на младите не им значи ништо, на постарите што растеле со време кога било дружењето овака, им значи, им смета и многу тешко да се прилагодат на тоа. За младите мислам дека не ги занима. Пијат пари, да. Ние што ќе кажеме, затоа што мене исто ми било, дедо ми кога ќе рекол осте тоа тапаните тамо, ја пуштам појачалото, рап, лупа, тресе, нема врска или или далјинско ќе се порипа ВХС, па од црно-бело боја телевизор, и исто било као таа промена, неприфаќање, и сега имаш кај Мислиш дека е исто? Нели е многу поекстремно? Поекстремно е точно, меѓутоа за кого, како. Индивидуално, не можеш да кажеш за секого од твоја страна, ако гледаш од твоја страна, од моја. Од младичот тој не знам, може хибрид некаков дојден тука и сега од друга планета. Да. И него му е чудно, ние што збориме, било некогаш сме се дружеле у парк, Спомнага прегас дедо, така е. Вика во дедо на унука, не ли мислиш дека ви млади сте многу зависни од електронику? И гледа го унук, вика, ајде бе. А кој има пейсмейкер? Они бидат зависни од електроника. Среќа што нема поени, ке ти пишеше пола поен за овој. Свиѓа ми се овој е супер. Обично, сега на запад во таа култура хип-хоп, рапување, имаше доста насилство, ако не се лажам, мислам насилство во текстовите. Па потоа имаш и некои пресметки помеѓу некои кланови, источен, западен брег. Сега е тоа за ова трошка. Тоа сега за ова е трошка, вака. Кога бе овие, како беа мачкина се кашлица, што би рекле. Тепа меѓу себе. Џаве, тоа местеле ги правеле, се тепаат со еден пиштол, па окей. Сега разбирам усвари дека не биле толку генгста. Деди, овие сега овие се не поекстремно од тоа? Не знам, не би коментирал, него се страшни. А има ли страшни порано? Се знае, кои се Тупак излага гол. Да, Тупак Шакур беше. Фармерки. Или Биги, сега со маски, со фантомки, со вакви автомати, такви, со бомби, со... Биги го убија, така? Тој беше? Да. И Тупак и Биги имале конфликт и ние го знаеме тоа. Тупак и Биги, East Coast, West Coast, Толк, Крипс, Блодс, да речеме, ако мериме времето. Сега, не знам, и ова вештачка интелигенција што прави, како ги превзима гласовите, па ликовите, па колку може лесно да намести некој конфликт, па колку конфликти има. У моментот сега гарант негде има некој настап, се тепаат, се пукат, 100%. Се овој момент дека збориме. До толку е станато времето тензично да веќе нема контрола, се е под контрола, пак. Затоа што тоа е идејата и на технологијата, и на целиот систем што нели си сака да си владее, баш така да биде како што е. Да има хаоса, да е се под контрола. Да. Иначе не може ако бидат мирни како треба некој да заработи, тоа е хаос. Ако се деси хаос, некој ќе има нели работа, да речеме. Па се намерно прават конфликти за да заработат пари врз база на бројките, бидејќи сега се заработуваат од бројки. И се тие намерно прават, па и да е скриена камера, па и да не е скриена камера, све се сака да истакне да се појави, да се види преку насилство, прему глупости. Сега сите се тие се највлијателни и само со глупости може да бидат влијателни или инфлуенсери, затоа што тоа сакаат луѓето да гледаат. Ја сега некам да гледам тој како прави паметен муабет, сакам да гледам од зграда, овој како зима го фрла, па доаѓа колата, бам, па пожар, па, знаеш. Ама тоа создава игри гледа. Се шалам, сакам да кажам, тоа е наративот. Натако да работите и гледаме што се случува и тоа продава и тоа прави пари сега веќе. Сега веќе не е само муабет тапшање по рамо, него со тоа можеш да направиш пари, затоа што ќе те кликаат и гледаат како
или не знам нешто се направило и ти си веќе славен. Тоа прави сега новата генерација. Кажи ми, знаеш ли Не знам дали е добро или лошо. Знаеш ли да искочиш у кафану така некој? Да. Биво ово. Сега едва чекам да отидам уедно село. Пуштав ли те од дома? И По да, кој да пут спрем. идеш? По кој пут вика знаеш? Пуштав ли те од дома? Да. По кој пут За идеш у кафана кафана? може. За у кафану може, а? Видиш? По кој пут идеш По у кафана? прави пут. Кој знае? Види, по кој- знае по кафаната се зависи како ја гледаме. стил на живот. Дали овака или Дали на улазање или на искачање? Вика дешко ти каква етикета и ставаме? Сад имаш кафана, убаво мирно местенце, нели се седиме, мезиме, ова па имаш музика што е староградска да речеме, ама имаш и кафана кај што има диско топка. Да. Да речеме, сега Има и пошто да. се измешаа работите, Странска зависи. музика у- Иначе кафана како кафана институција. За Кафаната, кафана кафана институција. институција. Ние сме кафанџи. Ние сме кафанџи, како зборам регионот. Ние сме кафанџи. Да. Не постојат кафани у другите земји, барем ја кај што знам и кај што сум бил. да Зборуваме речем. за Балкан. Балканот ние сме кафанџи, да, постои таверна, ресторанче, барче, кафана, Пицерија. кафана. Али кафана? Кафана, баш ние сме кафана, значи ова може кафана да го направиме. Или бирите не го влагаш и кафана. И супер име на луѓето таму. Тоа е. Дешава ли ти се некад на жив наступ да ga смуваш текст? Забравиш, пошто имаш много текст. И сега ми се случува последно вака и се зезаме, се смееме баш Пошто со има другарите пуно од текст, бендот. кога тебе има Да, пуно да, текст. се губам, мислам нормално е тоа. Или пак ја застанам или па нешто шерфер, И после идемо, Ајмо сви! Да, ама тоа е и тоа исто има убавина у тоа што сега можеби многу ретко ќе го гледаме и уиднене, пошто сите сега ќе си ги монтираат и прават работите да не изгледаат, да нема грешки такви и ќе бркаат некаква совршеност, а нема врска совршено тоа да бидеш А зашто несовршен, па да биде? да речеме. Мислам, Убавината на убавината е настапот да се чуе гласот, да има комуникација. во Мене ако живо, ме нели? прашаш. И треба да има грешка. А ако биде у позадина пуштено, па сега ние правиме некакво шоу, па ова, па сега чекај дај после да го смениме затоа што фалширал или изгрешил, Тоа плейбек се не ни вичи. го гледам. Така нешто. И има утки, сакам да си останат тие утки. Мислам, тоа е моментот. И добро е, не е ништо страшно што ќе Не е остане. страшно и секој Така е. што се занимава со таа работа не е страшно да сгреши, да Жива утне, да материја. падне, да не знам. Да. Се дека е живо. Ако ми правите плейбек, па сега туку позадина, па гракате, полош отколку да сгрешиш текста да е живо. Па и За- да застанеш овака чолк, да се укочиш. Океј, живо е, тоа е уметноста, мислам, тоа е убавината у хип-хопот, па и у секоја гранка, у секоја музика. Настап во живо е за тоа. У хип-хоп културу треба да имаш прво осет за ритм. Најбитна работа. Како мене. Да, за тебе видете и чуте како имаш Ритам осет да за те ритм. питам. У секоја музика треба да имаш осет за ритам. Најважно у хип-хоп дури не мора да имаш. Не, викам мора да ти имаш. ја. Викам ти ја. Не, почна да троба прега со своја шалам, трпа. се шалам. Така. Има многу луѓе што се офбит, знаеш, ама пак друго си е, хип-хопот нема таква култура. Единствена е. Значи, у таа култура можеш и со некој се заедеш и да си се пцуеш низ рапот, низ рецитирање. Замисли у рок-н-рол или Нема. поп или у хеви метал, не знам. AC/DC да му пеа, или Металика, и му пее на некој ти си А може ли гаден, тоа у фрај, моменти дој си- да му врати и јас боље имам од тебе, поише пари правам, замисли рок-н-рол и Да. замисли тоа, не постои. Си правил ли тоа уживо да прави, продаш па, стихови, Тоа ти да? викам, такви бетлови и ја вака се восхитувам на тие што ги прават, што се меѓу себе препукуваат. Што пример јас лично не ми е таа гранка од хип-хопот интересна или највеќе да љубам или сакам. Пример мене поише ми е, не знам, диџеингот да речеме или би-бои како играат и тоа е исто бетлс. И затоа ќе повторам, у ниедна друга култура нема бетлување, освен скришно што ќе си на Facebook, овие се сакаат да влезат кај класичариве, па овие се бунат. Викам, класичари со джезери, бифи има, као што има у хип-хопот, конечно да има и нешто друго. Ама не се препукаваат. Нема, Низ како уметноста, некој. низ музиката, нисто замисли да земе тој песна му прави контра на овој джезерот. Овој джезерот му враќа. Пап, пап. Така да ова е уникатно и уникатно време што сега ја го искусувам, сведочам и вие низ овој муавет.
Фала многу. Фала и на тебе. За крај ја ќе ти предложам една трампа ако немаш ништо против. Јас имам еден подарок за тебе од етно село Тимчевски. Тоа е еден комплекс близко до Кубаново, прекрасно место, убаво. Вечера со ноќевање за двајца. Тони Петковски зен. Морало Петковски или не морало? Не, супер. Со В, ама- нели? И ти еден пут да не погрешиш. А ти, например, ај нешто, фрли некој стих за нема љутиш, така, од рака, можеш ли? Или па, кој ти е омилено, некои омилени стихови твои од твоја песна, ако можеш. Су заебали ме заебале, сме паднале па сме успеале, сме растале па не се ни гледаме, немаме време за тоа што порано сме го терали и буквално го јадеме ова што сме посеале. Да јадете убаво, да вечерате, нека ви е пријатна вечерата и да одморите во комплексот Етно село, ми беше многу фино. Виде и како ги забавно. смука па, си му кажеш на некој класичар. Ајде нешто ако може за вакво за да може. И чекај сега, Или да вие ако може да се. Не ти ги знам Се сите шалам. песни, ова сега го сме. Се шалам. Еве. Сега го смислив пред 10 години. Сега вреде. Ти благодарам што беше наш гост. Фала ви, Ти посакувам- фала и кај вас. Фала и Фала и кај кај вас. вас, да, супер ми беше убаво вака што си направивме муабет, природно, без многу напрегање и мене тоа навеќе ми се свига и тоа ми е целта преска што зборевме, под контрола, резултат, еве го резултат. Да. Без контрол. Да. Без контрола, Уште 10 на минути под наша контрола, па после правите што сакате. Еве, Шишо мајсторе, донесе га авто како ми кажа. Добро. И што викаш бидна Белја, а? Аве, Шишо мајсторе, оно белја бине најмал сега се надаш. Возу авто, ја, иду, и оден пут на место кочница стисну на газ и еднога со сточак удри. Со сточек. Мора да види напред што е виднал. Нема што да гледаш напред, еве, ја туј сам све ставио, оди. Гле, одмah ти кажа. Отвори гепек, отвори. Отвори тој гепек. Овој браник. Овој ке се залепи, ке прешприцамо, ке се намести, малку ке кошта, ама има да биде како ново. Знаеш, како ново има да го направим. Сак. Чекај да види. Значи, овој амортизер, овој не га бил. Па Овој не е. ново сега, што да правимо, мора да земемо. Ново ке мора. Овој фар што ти е. Фар. Гледам. Позади се скршено. И овој ке мора ново. Мајсторе, само те замолу. Мора да изгледа ново. Прв пут га зијам авто од татка ми, мора да изгледа ново. Абе, гледај, значи тој што ќе направиме ќе биде како ново, не да изгледа. Новој! Само едно. Овој гуму од точак да идеш у болницу да му го вратиш на тога што си го удрија с авто. Не ова е твоја гума. Партнери на Нема љутиш и најдобрите од Куманово. Генерален спонзор Минерална вода Визијана. Спонзори Алфи Техноцентар, Сокови Кватро и Сано, млечни производи Бучен Козјак. Помагатели Детергенти Арис, Тетра Мебел. Запознајте го Алфи, хумано ангажиран, со цените реален, во понудата интересен, благороден за секое домаќинство, за комотен избор на сите производи, GPS име љубезноста и нека ве води, значи и изглед и карактер. Мило ни е што се запознавме. Алфи Техноцентар во Куманово и Скопје. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон.
Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ290. Газда! Колко е газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Ај, мајсторе. Мајсторе. Од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унуто, На почетокот бев малку повеќе и срцепарателен, па затоа сега пред крајот може да се вратам назад на собствениот стил. Може, дозволено. Поделив, ако се сеќавате на почеток, совет како да постапите за да ја сочувате. Ама не само така, туку може и вак да ја сочувате. Вак, ако сакаш да ја сочуваш, немој да и го скршиш срцето, те молам. Не и го крши срцето, скрши го креветот. И не чекајте, туку почнете, затоа што и време е за кревет. Нам кога бевме мали, како ни велеа? 9 во кревет. Затоа толку од нас, ама до идниот викенд, кога доаѓаме пак заедно со минералната вода Визијана, за убава и свежа мисла, како и илјадници производи од Алфи Техноцентар, сокови Кватро и Сано, млечни производи од Бучен Козјак, детергенти од Арис и удобни лежеи од Тетра Мебел. На сите вас, нека ви удобно, уживајте до следниот викенд. До тогаш, чао. Стварно си донеа ракију, куде мене не вали. Што видна куде мене? Тој не е увек лошо, еве, например, дрво кое е извето, кое е мала грешкица. Опет па. Сосема опуштено и вечерва ние ќе се обидеме да ве релаксираме. Акција. Па после ќе му падне киша. Него си остане у природу такво. Како такво? Без да зборуваат. Тука. Некој... Добро, тој ќе настал. Него... Што беше сега? Салата, да. Тој психолошко стање се вика, зашто завличам? Затоа што присуството... Затоа што присуството